15 на велосипедисти од Источна Македонија и Западна Бугарија возеа планински рути низ падините на Осоговските планини од македонска и бугарска страна, откривајќи ги природните потенцијали за одржлив туризам на Осогово. Активностите се дел од проектот поддржување на одржлива иднина за луѓето и природата на Осоговските планини, кој Македонското еколошко друштво го спроведува заедно со партнерската организација Биолошка фондација за биоразнообразие од Бугарија, во координација со германската фондација Euronatür. Истиот има за цел да поддржи имплементација на добри практики за регионално одржлив развој во соработка со локалните заедници, како и да помогне во зачувување на ексклузивното биолошко разнообразие на Осогово. Учествуваа 8 велосипедисти од Македонија, од Скопје, Кочани, Штип, Виница и 6 велосипедисти од Ќустендил и Софија, Република Бугарија. Вчера, турата која што возевме беше така наречената Трибуки, во Ќустендил во Бугарија, каде што домаќини беа нашите пријатели велосипедисти од Бугарија. Вчера доста добре премина. Всички македонци доста харесаха също нашата част на планината. Тя е доста сходна с вашата, няма много голема разлика, защото е много близко. Също така ние сме направили 3 кръговати маршрути, които могат всяко едно семейство нормално или деца да отидат да карат на тях. Те са доста приятни, около 25 км и са маркирани изцяло с маркировка по трасетата, така че дори без GPS и данни може да се отиде да се кара там всеки един. На трките учествуваа и професионални велосипедисти кои истакнаа дека ќе се понудат по 3-4 патеки од двете страни на Осоговската планина, со цел истите да можат да ги возат не само професионалци, туку и рекреативци кои ќе посакаат да уживаат во убавините на овој крај. Повеќе години се надпреварувавме во тркачки или роуд велосипедизам. Сега сме дел од планинските патешествија, изјави Јожа Јованов, повеќе кратен првак во велосипедизам на Македонија. По црн пат, со планински велосипеди се качуваме до Царев врв, од таму се одиме до Пониква, со мала пауза на Пониква и на крајот завршуваме во Злетово. Потоа, после должината е околу 40 км, но со тоа што е малку е полесна во однос со тоа што има малку повеќе спуштање, а помало е качувањето. Сега сме последните неколку години насочени кон планински велосипедизам. Ова е одлична можност, овој настан токму сега што се одржува помеѓу наши велосипедисти и велосипедисти од Бугарија или Западна Бугарија и Источна Македонија, се со цел да ги видат и тие можностите на нашите предели, исто и ние кај нив, и да ги видиме секако можностите што ни ги дава самата планина. Необично ли е со сите предизвици кои што ги носи планината и еве тие алтернативни туристички патеки? Па вака пред камера звучи необично или невозможно, но се е возможно, секој дел од планината, секој предел, секоја помината река, секој искачен врв представуваат посебен доживеј и препорачувам секој што може да се вклучи. Проектот е финансиран од Германската федерална фондација за животна средина, Франкфуртското зоолошко друштво и собствен придонес на партнерите.